Не се секирајте, нема да му поставувам прашање за амнестијата на оние кои што го направија тој злочин, бидејќи разбрав кој е креаторот, а креаторот е господинот Груевски. Меѓутоа, заборавил дека посебно во Западна Македонија таквите злочини или се решаваат судски, или се наследуваат со тестамент. Овој пат нема да му поставам прашање ни од каде го наследи имотот на влезот на Тетово од 100 хектари, кој што го додели не за джабалак, без пари. А пред 5-6 години истиот тој Груевски подигна шатор и отвораше технолошко-индустријско развојна зона. За разлика од него јас и илјадници како мене во Република Македонија. Господине Стојко, само кажете прашањето, што нема да поставам. Прашање ќе му поставам, не го испитувам. Ама не, вие нема ова, нема она, не го поставувате прашање. Треба да нема на прашање. Додека јас и илјадници како мене плаќаја за она што го наследиле од нивниот дедо и прадедо, за дворовите, куќите, становите и се друго што наследиле по 1 евро и уште по стотици евра, за да можат да го имаат имотот што го наследиле. Бидејќи бев, прашањето следува, бидејќи бев од тимот кој што додека беше министер Никола Груевски, го испитував случајот како тоа политичката партија ВМРО ДПМН 2000, 2001, 2002 се стекна со огромен имот, купувајќи фабрики, печатници, хотели, земјоделски индустријски комбинати, па дури на оние од село Волковија им ја зедоа и живинарската фарма од која што живееше тоа местно население. Голема среќа што после тоа се докажа дека политичките партии не смеат и не можат да остваруваат приходи и целокупниот тој имот, истиот тој министер, не Љупчо Георгиевски, го подели за джабалак на нивните блиски, за да и ден денеска истите тие служат како вазали на партијата. Моето прашање, господине Груевски, нема да биде ни она што беше поставено: зошто купивте 63 објекти низ Република Македонија и зошто ја направивте белата зграда со можеби и овална соба во неа. Тоа е доблезна председател на партија и треба да се грижи за простории на неговите членови, да имаат каде да се состануваат. Нема да поставувам уште многу други прашања. Меѓутоа, господине Груевски, треба да ми одговорите како ги собравте 11 милиони евра за да ги купите, односно со чии пари? Купирајте во времето, ве молам само да ви укажам. Нема што да ми укажете, ова е прашањето, сега ме прекинувате на прашањето. Не. Баш да ви го прочитам делови. Како ги собравте 11 милиони евра за да ги купите Господине Стојко, само да ви кажам. 63 објекти, односно... Исклучете, ве молам. Се слушам. Стопирано ви е времето, само да ви укажам, за да знаете. Согласно член 37, пратеникот има право на председател на владата на Република Македонија, на член на владата и на други носители на јавни функции, кои се одговорни пред собранието да им постои прашање што се однесува на нивната работа или на работи од нивната надлежност. Значи, одека господин Груевски не е како председател на ВМРО ДПМН, одека е како председател на владата на Република Македонија и прашањето треба да биде
кон Груевски како председател на владата Република Македонија. Ги помешавте пратеничките прашања со политичките прашања, ве молам. Ги помешавте пратенички со политички прашања. Затоа ве молам, усмерете во прашањето за да може да одговори како председател на владата на Република Македонија. Повелете. И председател на ВМРО ДПМН, Не може, господине Стојков, ве молам, ти го прочитав ова деловник. држава мора да разбереме од каде се наоѓаат пари. Господине Тоа е Стојков, ви го интересот на прочитав. граѓаните. Дали се парите од Деловников ви го граѓаните прочитав, или ве се молам. парите од друго место? Ќе терам, господине Никола Груевски, до Свети Никола, а после како ќе терам и ќе видим. Значи, дали ви се прикажани, бидејќи човекот уште е премиер, треба да ги најде луѓето кои што работаат во финансиска полиција, во управа за јавни приходи, во организиран криминал, финансиска полиција, сите тие се под негова контрола, ова некој треба да го испита. Бидејќи сите овие купопродажни договори, дали се прикажани во завршната сметка за 2014 година. Бидејќи 2014 година имам завршната сметка, беше и изборна година, можам да ви презентирам што е во таа завршна сметка. И исто така што сите оние кои што работаат за против организиран криминал, кои што работаат за државата, да ги откријат криминалите, треба да видат дали износите во договорите се реални, бидејќи имам доказ каде што лично се исплаќани средства од канцеларија на владата на Република Македонија. Затоа и го поставувам ова прашање. Кога е купувана ТВ Менада од Тетово, исплатени се 25 милиони евра на жиросметка, а 25 евра се исплатени на жиросметка, а 65.000 евра се исплатени во кеш. Кешот знаеме како оди и према тоа барам одговор за сите овие работи, бидејќи господинот Груевски се уште е председател. Сигурно дека не сакав да поставувам прашања, очекував дека представникот од Тетово ќе праша зошто уште гимназијалците учат заедно со прводеленците во Тетово, зошто уште ѓубрето ни седи на влезот во Тетово, зошто уште во мотел Бриони не е ставена ни една плоча за спомен на луѓето, а камоли да се почне изградба, иако собствениците на тој мотел се вазали на оваа власт и на Никола Груевски. Благодарам.